Да, тука е во студиото професорот Благој Цонев. Професоре, добро дојдовте во студио 10. Добро. И со вас ќе почнеме со она што е најново. Тоа е посетата на германскиот претседател Франк Валтер Штајнмајер. Интересна посета. Цели 2 дена беше во земјава, малку неовообичаена, да речеме, одстапува од оние останати протоколарни посети, па освен официјалните средби одеа и низ Скопје, се движеа низ улиците, има средби и со други општествени чинители, а и пораките кои дојда од Штајнмајер. Како гледате вие на посетата, бидејќи имаме спротиставени гледишта? Се разбира, власта гледа позитивно, дека е таа укажано големо влијание на земјава, дека е внимание, се извинам, дека сме охрабрени на некој начин да продолжиме со уставните измени. Од друга страна, опозицијата вели дека Штајнмајер не дал гаранции, дека нема да има понатаму блокади, не дал рок кога земјава би станала членка на Европската унија и на некој начин не гледаат, ја поздравуваат посетата, се разбираат, но не гледаат нешто ново. Да, многу интересно е се позициите. Нормално е дека политичар и председател на Федерална република Германија, како што е Штајнмајер, кога доаѓа во една мала држава како што е Македонија, тоа значи нешто, праќа голема порака. Пораката е дека Германија на нас ни е партнер и дека ќе ни биде партнер во понатамошниот пат на Македонија кон Европската унија и целокупниот процес до нашето зачленување во унијата. Од друга страна, тоа кое што го кажавте дека не дал гаранции. Значи, ние живееме во доба во кое што никој не може да дава гаранции за ништо. Па и самата портпаролка на руското МНР Захарова до 2 часа пред Русија да влезе во Украина даваше гаранции дека нема да има военна интервенција, дека нема да има војна, дека Русија нема да ја нападне Украина, дека они се братски народи. Меѓутоа, ете, тоа се случи. Меѓутоа, ние мораме да знаеме дека она кое што како порака ни го праќа не само Германија со посета на ова е втор пат, ако не се лажам, германски председател да биде во посета на Македонија. Првиот пат беше, не се сеќам како се викаше председателот тогаш германски, меѓутоа беше од редовите на демохристијаните, бидејќи Шредер беше премиер во тој период. И пораката која што ја праќа не само Германија, пораката ја праќа и самата Европска унија, а тоа е дека нашиот пат е европски и ние прецизно го имаме декларирано тој момент дека нашиот пат е европски. И мора да го ставиме и да го вметнеме тоа во нашиот ментален склоп. Македонија е европска држава, македонците се европјани и ние мораме конечно да расчистиме со тоа дали Европска унија влијае на еден или на друг начин. Европска унија, заедно и Германија, вклучително и Франција, па вклучително и Соединетите Американски држави, Кралството Велика Британија, значи влијаат позитивно на институционалните реформи во Македонија. Поново нели Република Северна Македонија, бидејќи тие се држави од кај што потекнува демократијата и од кај што потекнуваат човековите права. И затоа многу позитивно влијае. За да дадеш гаранции за нешто од кое што не зависи од тебе, во политиката треба да бидеш 100% луд. Јас мислам дека сите германски политичари се добро пресметливи, знаат натаму како им треба да им се движи агендата, меѓутоа несомнено даваат една позитивна конотација за тоа каде е нашиот пат. Натаму како ќе биде со процесот на интеграција, тоа зависи како од нас, така и од оние со кои што имаме проблеми. Да, но сепак оние што се критиките на целиот процес се тоа дека земјава цело време треба да исполнува некакви услови, сега да не се навраќаме наназад што се случуваше, знаеме наназад и сега и со ова внесување на бугарите во уставот, нема гаранции, вие кажувате, и Штајнмајер кажува, и сите кажуваат, никој не може да ви даде гаранции, но некако перспективата не е јасна. Еве, и доколку се внесат бугарите во уставот, Бугарија може повторно да не блокира за историски прашања за комисијата, иако и тоа е спорно дали може или не може,
но веројатно дека може, Може, да. на крај крајва и да ја злоупотреби својата позиција, може да го направи тоа. И затоа е тој збунувачки момент. Дали да го направиме чекорот напред или на некој начин да се обидуваме да изградиме подобра позиција, но дали може да се изгради исто така прашање? Видите, во меѓународните односи, големите играчи секој пат имаат поголеми предиспозиции за да ги остварат своите интереси. И токму поради тоа, ние како веќе држава членка на НАТО, можеме слободно да кажеме дека сме заштитени од тоа дека некој може да не манипулира во однос на нашиот интегритет, суверенитет и така натаму. Кога ќе станеме држава членка на Европска Унија, ние ќе имаме гаранции во тој момент дека нашата економија е стабилна. И сите оние преговори и процес кој што трае за зачленување во Европската Унија не за џабе се толку многу долги и исцрпни, бидејќи од држави како што е Македонија, како што е Албанија, како што е Србија, вклучително и како што беше и Бугарија и Романија, мора да се барат да исполнат определени критериуми. Тие критериуми се преценели борбата со корупцијата, владењето со правото и така натаму и така натаму. Друг е моментот што Европска Унија сама по себе е во процес на реорганизација и редефинирање на вредностите, а тоа означува да се преиспитаат дали имаат потреба од правото на вето. Нормално е дека Бугарија има право да стави вето понатаму, има право и Грција да стави вето доколку не продолжиме со процесот на преименување. Ако Србија влезе пред нас и Србија има право да стави вето и така натаму. Меѓутоа, видете колку е добро развиена европската дипломатија и тоа многу малку луѓе кои што следат балканска надворешна политика го гледаат. Бугарија си даде само на себе автогол со тоа што ја блокираше Македонија во однос на нејзината интеграција во Европска Унија, затоа што Европската Унија не сака Бугарија да ја прими во Шенгенската зона. И константно најголемиот напаѓач на односите на политичките работи во Македонија, најголемиот неподржувач на македонската историја, значи Ангел Џамбаски, кој што е европратеник, секојдневно има настапи во Европскиот парламент, кај што кажува дека Европската Унија води лицемерна политика во однос на Бугарија затоа што не ги пушта во Шенген зоната. Работата е што ние немаме... Интересно е тамо што они добија услови од Холандија, Слично како што Македонија добија од Бугарија, они добија услови од Холандија. Исполнете ова и ова за да ве примат. Сега, они кажуваат дека спрема нив се водат двојни стандарди, дека тие ги имат исполнете условите, како што ние кажуваме дека спрема нас се водат двојни стандарди. Работата овде кај што ние потфрламе е македонската дипломатија. Ние во Брисел во моментов имаме тројца амбасадори. Едниот е во Кралство Белгија, едниот е во Европска Унија и третиот е во НАТО. Тие тројца амбасадори раководат со 3 дипломатско-конзуларни представништва. Кај се нашите дипломати да лобираат? Кај сме ние како држава, како Министерство за надворешни работи, да успееме да лобираме Европска Унија да излезе во сусрет на Бугарија и на тој начин да успее да се откочи позицијата на Македонија. Бидејќи во меѓународната политика станува збор за компромис. Ме сваќате? Да. И Европската Унија многу вешто го користи интегрирањето на Бугарија и на Романија во Шенген зоната, за да успее да ги оствари интересите во однос на Западен Балкан. Интересно е ова што се случува сега со Украина во поглед на тие евроинтеграции. Анализите се дека доколку Европската Унија беше скептична кон проширувањето прилично, па дојде и онаа нова методологија на Макрон која ја представи, тоа беше всушност и првата блокада за Македонија за почетокот на преговори. Сега велат дека постои поотворен прозорец на можности, како што тоа се вели, да го преведеме буквално, за евроинтеграција, за примање на нови членки, дека Европската Унија е порасположена сега за проширување, особено поради Украина. Дали вие мислите дека исто така? Па не знам искрено да кажам, мислам дека самата Европска Унија
е многу голема организација која што располага со многу големи фондови, но мислам дека они ќе играат до крај на картата, а колку што можат да помагаат финансиски на државите кои што се од источното партнерство, но и државите кои што се кандидати за членови во Европската унија, се додека не видат дека ние како држава сме способни да влеземе во една таква заедница. Бидејќи, видете, ние како држава во моментов сме практично нефункционални. Значи, имаме ниту една институција не работи, судството комплетно, значи не може, судскиот совет не може да се состане за да изберат суди или јавни обвинители или како и да е. Имаме лидер на опозиција кој што место да се бори во парламентот си седи во неговата канцеларија. Во Британија, да речеме, која што е лука на демократијата, е тоа незамисливо лидерот на опозиција да не биде избран на некаква функција. Тоа е минимално што треба да биде барем пратеник во собранието. Имаме премиер од друга страна кој што не е избран на избори, а е премиер во државата, иако тоа уставно е можно, меѓутоа во демократски развиена држава како што се Соединетите американски држави, Германија, Франција, значи тоа е автоматски неприфатливо. И имаме влада во која што ние се пазариме за министерства, само за да подобриме мнозинство за двајца или за тројца пратеници. Значи, ние немаме никаква расправа и дискусија во собранието, барем тоа ние обичните смртници не го гледаме. Ако пратениците навистина дебатираат, тогаш да кажат зашо дебатираат, како дебатираат и што прават. Не е работата на лидер на опозиција да оди во помали градови во соседна држава и да отвора културни клубови кои што не се дел од дипломатско-конзуларните представништва на државата. Тоа не е негова работа, негова работа е да биде избран во парламентот и таму да се бори за доброто на државата. Значи, тој требаше да биде кој што ќе исфирка фон дер Лајен, тој требаше да биде кој што прв ќе стане да му ракоплеска на германскиот председател и така натаму. Значи, прво, ние немаме корекција на власта во нашата држава и затоа мислам дека истото се случува во Албанија, нема опозиција, истото се случува во Црна Гора, кој што веќе имаме едноумие, во Србија имаме класично едноумие, Босна Херцеговина веќе ни они не знаат у кој систем живеат, така да не мислам дека проширувањето на Унијата ќе биде онака во забрзано темпо, како што кажа гостинот пред мене. Бугарија и Романија, влегоа во Европската Унија многу брзо, меѓутоа Бугарија и Романија стратешки се наоѓаат во една многу друга позиција, а тоа е Црноморскиот брег. Бидејќи ние имаме 120 милиони население кои што живее од Балтичките републики, значи од Естонија на север до Кипар на југ, односно до Турција, кои што се биле под директно влијание на Советскиот сојуз. Тие 120 милиони луѓе со нетрпение чекаат да станат прво дел од Европската унија, прво дел од НАТО, второ дел од Европската унија. И тие сите, поради стратешката позиција на Средна и на Источна Европа, беа внесени без да ги исполнуваат условите. Меѓутоа, кога Европската унија веќе е консолидирана, за нас ќе иде малце потешко. Да, го спомнавте функционирањето на правосудниот систем, последен во низата на скандали е оставката на претседателката на Судскиот совет Павлина Црвенковска, која кажа дека се повлекува поради притисоци од политички и бизнис елити, па потоа излезе министерот за правда Никола Тупанчевски, кој рече тие притисоци да ги пријави до институциите. Претходно е изборот на обвинителот Абази и некако еве и скандалот Онешченко, иако тоа е повеќе безбедносен скандал отколку правосудски, но сепак тоа е интерконектирано. Како гледате сега на овој правосуден систем, на правото и правдата, на правната држава, како да се вртиме во некаков магиосен круг? Па ние сме како магиосани во некој затворен круг во однос на судството, односно на судската власт како засебна, нели, како трет столб на државноста. Штом си дозволивме новата амбасадорка на Соединетите Американски држави, мислам таа лично не го кажа, меѓутоа беше изјава на амбасадата на САД во Македонија дека е скандалозен тој избор.
Ние требаше веднаш како држава, односно Советот на јавни обвинители да го поништи тој избор, бидејќи забораваме дека САД се најголемата демократија на светот и дека кај нив дури јавните обвинители се избираат на избори. Ние си дозволивме да бидеме критикувани, останавме неми и останавме се извинувам глуви и неми на сите тие препораки кои што ни ги даваат нашите партнери. Првата работа. Втората работа е мораме да сватиме зошто ни е потребно независно судство. Независно судство ни е потребно за да имаме корекција на извршната власт. Ние во моментов немаме никаква корекција на извршната власт. Значи, буквално се поништуваат пресуди, се донесуваат нови пресуди, се случува на кој колку што сака, значи се даваат гаранции од милиони, од милиарди и никој никого не почитува во државата. Значи, ние се наоѓаме во една состојба во која што ја се надевам дека понатаму и во блиска иднина ќе идеме напред, меѓутоа мораме прво да си средиме она што ни се случува во дворот. Не можеме ние да очекуваме дека Европска Унија нас ќе не прифати како полноправна држава членка доколку ние имаме ваков судски систем. Односно, нашиот судски систем е во ред доколку така работи нашиот судски систем. Не можеме ние да имаме обвинители и обвинителства кои што влегуваат во конфликти со директори на други институции кои што излегуваат дека се помоќни од виши обвинители. И додека ние не си го средиме нашиот двор, не можеме да очекуваме дека некој од Брисел ќе дојде, ќе не потапша по рамо и ќе рече повелете вие од сега сте заедно со нас на маса и сте рамноправни. Не можеме со една Холандија и со една Белгија и со една Франција каде што се случувале револуции за еден изгубен живот, за право на глас, за борба на жени, за борба за рамноправност на полови, да седиме на иста маса, кога си истресуваме обвинители од ракав, само за тоа што политичка партија некоја така сака. Да, но ние продолжуваме по тоа, еве ни укажуваат, продолжуваат и ова сега на некој наликува навистина, ајде да не употребам тежок збор, но како еден распад на системот, бидејќи апсолутно правилата на игра не функционираат, законот се изигрува, еве како што е на пример изборот на обвинителот Абази. Значи невозможно е да речеме сите обвинители во Штип, цело време се посочува тој пример, да гласале за него, иако никош во животот не слушнале за него претходно. Сега гледаме дека ова се некако добива и меѓуетничка конотација, но тука работата е јасна, навистина тоа е во обвинителството еден анонимус за колегите и едноставно како тоа гласале, но да се потсетиме дека сличен пример имавме и со Катица Јанева. Значи и тоа треба да бидеме фери да го кажеме, дека изборот на Катица Јанева тогаш беше и она беше тотален анонимус, беше направен тој избор и видовме како неславно заврши и сега некако повторно ја повторуваме истата политичка епизода. Затоа што, видете, ние не функционираме како парламентарна демократија, ние функционираме како консенсуална демократија, по примерот на Либан. Значи, кај нас лидерите на заедниците седнуваат и се договараат како натаму ќе се одвива политиката во државата. Во едно парламентарно општество, каде што сите ние ќе се бориме нашиот глас да биде слушнат и да му биде дадено значење на нашиот глас, ние ќе се излеземе на улица и ќе протестираме против тоа, а нема да протестираме против билатерални договори со држави или анекси на билатерални договори. Бидејќи луѓето кои што протестираат за меѓународни договори најчесто не го разбираат ниту меѓународното право, ниту меѓународните односи. Меѓутоа истите тие луѓе разбираат дека некој пат им е нанесена неправда, дека некој друг постојано одлучува за нивните животи. Ја не сакам никој друг да одлучува за мене, јас сакам сам да одлучувам за мене. И тоа се принципите на демократијата, каде што ќе бидеме рамноправни, каде што ќе ги даваме нашите гласови за тие за кои што сакаме, макар и да погрешиме, меѓутоа нашиот глас ќе биде слушнат.
Од другата страна, ние имаме консензуална демократија. Измисливме модел на лидерска средба. Никаде во светот, освен во Либан и во Македонија, не постои момент во парламентарното уредување лидерска средба. Седнуваат лидерите на политички партии кои што се застапени во парламентот и они решаваат за тоа како ние понатаму ќе функционираме како држава. Па тогаш ние да избереме по еден човек само од секоја етничка заедница во државата, пропорционално да бидат тројца македонци, двајца албанци и по еден од сите други и да не плаќаме 120 или 123 други кои што само креваат раце натаму. Излегува дека се небитни пратениците тотално. Комплетно. Ние целиот парламентаризам го заобиколуваме и измислуваме нова форма на управување, која што е видена само во Либан. Меѓутоа, забораваме дека мултиетничкиот карактер на Либан е многу поразличен од тој на Македонија. И дека Либан се наоѓа во една зона, Македонија се наоѓа во друга географска зона. И дека ние сме во Европа. И ако сакаме да бидеме дел од Европската Унија, тогаш тие 120 луѓе кои што ќе бидат на изборните листи, ќе треба барем еднаш у 4 години, еднаш месечно да излезат и да бараат нешто за нивниот регионот кај што се избрани. И тоа со лидерските средби навистина наликува многу и на племенски поглавици, нели? Се собраа племенските поглавици. Да. И реши. Буквално. Значи, решават Мицковски, Али Ахмети, Ковачевски и не знам кои други. И Таравари. И Таравари ги викна чат-пат председателот на државата во Водно, во неговата резиденција, нели, на Водно. Тие се собираат, се договараат, на крај ние само не известуваат преку медиумите што се договориле, каде е мојот глас, каде е вашиот глас. Каде се гласовите на тие 1.800.000 луѓе кои што сме пребројани дека живееме во оваа држава? Тој момент ние кога ќе го разбереме дека секој од нас има право на глас, дека секој од нас е битен фактор во државата, тогаш Европска Унија ќе рече добро, ајде идете напред. Да. За случајот Онишченко исто така уште еден голем скандал кој се случи, голем безбедносен пропуст. За сега се уште трае таа афера, се уште нема разрешница. Видовме различни ставови на владата, од правечниот став каде што на некој начин ја бранеа одлуката, потоа особено после критиката од Соединетите американски држави да сменат, да почнат да наоѓаат кривец, нели, да најдат каде е вината, ќе видиме како ќе заврши. Но интересна оваа приказна, професоре, како гледате вие, зошто се впуштиле во такво нешто, ако човекот е ставен на црната листа на Соединетите американски држави? Дали знаеле, не знаеле, дали мислеле дека тоа нема да се примети? Навистина мотивите се тука прилично нејасни. Искрено не сум експерт за меѓународна безбедност. Меѓутоа, она кое што навидум може да се предпостави е дека некој е дебело платен за целата работа. Како обичен граѓанин, значи кој што се занимава со меѓународна политика и кој што се занимава особено со балкански прашања, моето становиште и гледна точка која што можам да ја формирам врз основа на медиумите, бидејќи ја немам пристап до класифицирани материјали, е дека некој е добро платен или некои се добро платени за таа работа и најверојатно некои наши бизнисмени кои што имале или имаат се уште добри бизнис релации со Украина и со тие украински олигарси, добро си ја одиграле нивната работа на лобисти, се разбира, со куферчиња, како што беше случајот со Боки 13. Предпоставувам, не знам. Да, искрено. Добро, ќе видиме како ќе излезе таа приказна, како што кажавме, се уште трае, епилогот го нема. Во однос на уставните измени, сега се зборува за влез на алијанса во владата, за проширување на тоа мнозинство. Има таму и други тези дека не е само за уставните измени, но без разлика дали е тоа така или не. Како мислите дека, доколку дојдеме ние до момент да се собере мнозинство, како да се изведе таа операција, бидејќи со искуствата од гласањето за Преспанскиот договор видовме една грда, една мачна слика тогаш со собирањето на
поединечни пратеници, па потоа знаеме што се произлезе од тоа, еден горчлив вкус остана после изгласувањето на Преспанскиот договор, без разлика што мисли кој за самиот договор, и сега повторно сме во слична ситуација. Мислите ли дека власта ќе се обиде повторно така да собира пратеници, или научила од искуствата, научила од грешките, дека не сме да остави опозицијата надвор од тој процес? Ќе биде интересно во секој случај, бидејќи она кое што ние го гледаме во однос на константните уставни измени е дека на нас ни треба нов устав. Ние имаме устав кој што е еден од најновите во светот, мислам не е најнов, кој што има 4 пати повеќе амандмани од најстариот устав во светот, а тоа е уставот на Соединетите Американски држави. Со толку многу амандмани ние веќе не знаеме кој е каде што, каде го пишува во уставот. Комплетно ни треба да направиме некоја комисија, меѓутоа комисија не составена од македонски експерти, туку комисија од некои од најдобрите професори по уставно право во Европа, и да направиме еден устав кој што ќе биде не на база на етничките групи, туку на база на граѓанските, на база на државјаните, односно граѓански устав, во кој што сите ќе бидат граѓани на таа Република Северна Македонија, без разлика, на секој ќе му биде признаено правото на самоопределување и самодефинирање во однос на култура, во однос на етничка припадност, нели за нација да не збориме, нација нешто сосем друго, во однос на религиозна припадност и така натаму и така натаму. Значи, кога ќе го сватиме дека моментот дека Македонија треба да се претвори во граѓанска држава, како што се Соединетите Американски држави, како што е Француската република, вклучително како што е и бугарскиот устав, кој што е малтене препишан од францускиот устав и кој што не дозволува различни етнички групи во државата да се определуваат во устав, како уставна категорија, ние тогаш ќе ги затвориме сите отворени прашања кои што ги имаме и помеѓу нас, меѓутоа кои што ги имаме и со соседите, кои што имаат претензии дека имаат малцинства во нашата држава. Сега, едната од малкуте работи за кои што Македонија е за пофалба, тоа е правата на малцинствата. Ние сме една од ретките држави во југоисточна, па и источна Европа во која што малцинствата малтене се 100% внесени во целокупниот државен процес. Сега имаме злоупотреба од страна на некои малцинства во однос, нели, на таа позитивна дискриминација, меѓутоа имаме како да го кажам, моментот да не навредам никого, меѓутоа интегрирање на секој еден без разлика во државата и во општеството, без разлика на тоа како се осеќа во однос на неговата етничка припадност. Значи, утре може некој во Македонија да се декларира како тунгузиец, ние ќе го прифатиме и немаме проблем со таа толеранција. И ние свативме како општество дека на нас тоа не ни е проблем. Проблем ќе биде кога ние ќе го, нели, ако се почне со измена на уставот за да се внесат бугарите како етничка категорија, малцинска етничка категорија во Македонија, проблем ќе биде вмешувањето на историските прашања за кои што се уште имаме комисија која што работи на тој случај. Да. И кога опозицијата малку, нели, ќе започне да размислува дека не треба да се вмешува историјата во моментов и во актуелните етнички категории, тогаш ние нема да имаме проблеми, глатко ќе помине сето тоа. Да. Добро, ќе продолжиме со емисијата, правиме кратка пауза, се враќаме брзо во студиото.